Продолжуваме во ритмот на светските случувања со помош на анализата на колегата Дејан Андоновиќ. Одиме понатаму да видиме какви се новите случувања низ светот. Добро утро. Добро утро. Споменав дека Хамас вели дека нема да ослободи ниту еден од 138 заложници кои што останаа доколку не им се исполнат барањата кои што ги бараат. Од друга страна Нетањаху најавува почеток на крајот на Хамас. Какви се новите случувања на израелско, односно на тлото на Газа? Јас и порано го коментирав тој, сега повторно сакам да го искоментирам. Потезите кои ги прави и најавите, изјавите и заканите кои ги дава Нетањаху кон Хамас, практично се контрапродуктивни за тие заложници, бидејќи тие велат, односно Нетањаху вели, нас не е целта да го уништиме Хамас и ќе престанеме во оној миг кој ќе ги пуштат заложниците, а од кој ќе ги пуштат заложниците ние ќе го уништиме Хамас. Автоматски како да му дава аргумент на Хамас да не ги пушти овие заложници, што ми е така контраверзно, барем судејќи според ова што го пренесуваат светските медиуми. Не сме биле таму, не знаеме, но ова што го кажува Нетањаху како да им вика на Хамас не ги пуштете заложниците. Така барем испаѓа според овие изјави. Од друга страна, тој вели дека ова почеток на крај на Хамас и израелската армија е секако надмокина во оваа борба таму. Меѓутоа има и други информации, тој заборава да каже дека војниците, израелските војници упаѓаат во големи урбани заседи од страна на борците на Хамас. Секако дека израелската армија ќе успее да ги освои тие делови што ги држеше Хамас во појасот Газа, но од друга страна над 100 загинати до сега има израелски војници според извештаите на израелската армија, но сигурно е бројката многу поголема. Тука ги нема оние истравматизирани, ранети, без екстремитети, со траен инвалидитет и сето тоа, така да Израел плаќа една, би рекол, голема цена за цела оваа акција. Хамас нормално најавува дека нема да ги пушти заложниците. Од друга страна, Нетањаху мора да го подигне борбениот дух и да каже да ова е крајот на Хамас. Ќе видиме дали е крајот. Јас сакам цело време да потсетам дека Хамас има и воено крило, но има и политичко крило кое е патем, ќе потсетам, на последните избори победи во појасот Газа, така да веројатно кај палестинците ќе се создаде само дополнителен гнев доколку дојде до некои такви нарушувања на политичките структури на нивниот народ. Дека Нетањаху не му оди како што треба, според мене и според многумина воени аналитичари, е фактот дека подолго време трае оваа воена акција, значи 40, речиси 2 месеца, нешто што никој не го очекуваше, и тука сакам да направам споредбата со рускиот напад на Украина. Никој не очекуваше дека ќе трае оволку време. Сите очекувавме брза победа на Русија, како што и ова со Израел, сите некако очекувавме некоја ограничена акција од 10 на 20 денови, како што во изминатите години тоа го правеше израелската армија. Очигледно, состојбата на теренот не е таква, е многу по-комплексна од што некој очекуваше и од што очекуваше барем светската јавност. Јавно, што е тајно, што знаеле разузнавачките агенции, војните разузнавачи, тоа е друго прашање кое го немаме во јавноста. Дека Нетањаху не му оди како што треба и овој разговор што го кажа ти во вестите тоа ми беше со Путин, прашање. А тоа е дека тој му замери на Путин заради неговиот став, не само заради близината со Иран, туку и ради неговиот став околу палестинското прашање и појасот Газа. Ке потсетам, Лавров многу пати до сега, шефот на руската дипломатија, потенцираше дека единствено решение за овој проблем е формирање на палестинска држава, нешто што Израел не само што не планира да го направи, туку и најавува дека овие појасот Газа и западниот брег ќе бидат под окупација. Значи ќе ја вратат состојбата на палестинските територии од пред 10 години, кога јас барем паметам повозрасен малку, дека израелската армија ги држеше овие окупирани територии со војска на улиците на овие палестински градови. Па потоа излегува од овие граници, но направи едно, да кажеме, гето, каде што експлодираше со овој напад на Хамас од 7 месечини октомври. Така да состојбата воопшто не е добра, напротив, ми се чини дека војната е на раб да се расшири, бидејќи нема да може безгранично да бидат трпеливи одредени соседи на Израел,
значи тука пред се Сирија, Јордан, да не ги споменувам Египет, држави кои сега за сега се трпеливи, меѓутоа не знаеме до кога. Еве видовме вчера во Шпанија имаше огромни пропалестински протести, полека тие тоа е нешто што не го гледавме повеќе од 2 години за време на руско-украинскиот конфликт. Не видовме украинци да излегуваат да протестираат против рускиот напад, но еве во Шпанија има протести, имаше и во Германија, има на многу места во Европа каде што има палестинска емиграција. Така да состојбата тука е таква каква што е. Соединетите американски држави повторно има информации дека сакаат и го притискаат Нетањаху да ја ограничи оваа воена операција, бидејќи полека таа испаѓа од контрола. Затоа велам, не знаеме колку ќе бидат овие муслимански држави околу колку ќе бидат трпеливи да не дојде до раб на огромна војна и повторно феноменот наречен руско-украински конфликт, кој натаму трае каде што Западот има сериозни проблеми сето тоа да го стави под некаква контрола. Пред се парите, но и состојбите на терен, зашто веројатно подоцна би ме прашала, а тоа е проблемот што еве Зеленски треба да оди во Вашингтон. Тоа сакав да прашам. Зеленски утре заминува на средба со заминува утре на средба. Утре е на средба со Бајден. Што значи оваа средба всушност? Па според мене значи обид на Зеленски не е како некако да го притисне Бајден да му побара помош, бидејќи состојбата на теренот е многу лоша. Тој долго време бара некако помош од Западот. Па да, Бајден и неговата администрација сакаат да му помогнат на Зеленски на Украина и имаше дебата во Конгресот и Сенатот, кој како го гледа тоа, а каде што републиканците, значи опонентите на Бајден, ја блокираа помошта за Украина, околу 40 милиарди месечини долари, помош, беспилотни летала, артилериски оруди, веќе нема разговор за оние борбени авиони кои се најавува. Тенковите фамозни кои дојдоа исчезнаа во калот, во распутицата на Украина. Така да републиканците значи ја блокира помошта. Бајден се обидува да им објасни дека неколку дена во дебатите дека доколку не ја добие Украина помошта ќе ја загуби војната и ќе дојде многу брзо судир директен меѓу Русија и НАТО, зошто бидејќи како што рече Бајден, Путин ќе ја освои Украина, ќе продолжи кон некоја земја членка на НАТО, каде што ќе мора и САД да се вмешаат, по оној член 5 на НАТО дека една земја која е нападната сите се нападнати на НАТО, така па и ние како Македонија тука доаѓаме на некој начин, иако е тука малце сега неуместно да го споредувам, но и тој ги предупреди дека многу брзо може да дојде американски војник директно да се судри со руски војник. Тоа му беше заканата. Од друга страна републиканците велат дека парите треба да се пренаменат на јужната американска граница кон Мексико, каде што има огромна емиграција и од каде според републиканците доаѓа голема опасност за безбедноста на Соединетите американски држави. Околу 10.000 мигранти од Јужна Америка, од сите тие земји на Латинска Америка, пред се Хондурас најмногу има, бегалци доаѓаат во САД по илегални патишта и републиканците сметат дека тука треба да се зајакнат границите и дека на САД првенствено им е битно своите граници да ги зајакнат, а потоа да војуваат далеку од матичната земја. Но Зеленски има проблеми со ми се чини него реално има проблеми со европската помош, бидејќи тој со Орбан, со унгарскиот претседател вчера се сретна, кој исто така ја блокира таа европска помош за Украина, сметајќи дека Украина си го изгуби грейс периодот од 2 години каде што требаше да направи некаков помак, но ништо не направи. Напротив, ние имаме повторно мистериозни информации од теренот. Украинската армија, барем според последните информации, е принудена да се повлекува од некои точки каде што до вчера суверено ги држеше и русите полека и покрај огромен број на жртви, материјални штети, сето тоа се обидуваат да ги исполнат целите. Така да сега Зеленски од Бајден веројатно треба ќе се обиде да издействува некаква дополнителна помош, бидејќи без таа помош, зборувам во финансиски средства, оружје, да се купи сето она што треба, украинската армија веројатно веќе нема да може да ја држи онаа линија која толку многу ја држеше 2 години. Да, и очигледно се уште не се гледа крајот и на оваа војна со оглед на последните случувања. Не се гледа се додека Зеленски
оди до сега ја морам да го симплифицирам тоа додека најавува дека многу брзо и Крим ќе го врати под Украина, Западот барем оф рекорд и оно што можеме да го прочитаме по влијателните светски медиуми, Западот се повеќе го притиска Зеленски да се откаже од реториката и повторно ќе кажем, Крим е одамна руски, Донбас, Луганск, Херсон и Запорожје се прогласени како дел од руската држава. Така да Зеленски веројатно ќе мора да се обврзе и да се согласи да Украина да седне на преговори, ама овие 5 дела да ги заборави. Тоа веројатно нема да може политички да го направи, доаѓаат претседателски избори во Украина, тој ги пролонгираше, но се поизвестно, јас неколку пати зборев до сега и повторно ќе кажам, веројатно генералштабот и генералот Залужни, човекот кој одамна го подготвуваат и го споменуваат како може наследник на Зеленски, откако цела оваа работа ќе колабира, се поизвестно е дека е така, ќе мора еве тука да се откаже од овие делови, да седнат на преговарачка маса, а за возврат да добијат некакви предпристапни преговори со Европска унија, сега карикирам, некакви помоши и да запре оваа војна. Особено затоа што ова со Израел ќе трае очигледно, веќе имаме некои нови точки, освен Кина и Тајван, гледаме во Латинска Америка, Венецуела, Бразил, Гвајана, тука има една точка каде што може да експлодира во Латинска Америка и не случајно републиканците сакаат да ја блокираат јужната граница, што е спомнав пред малку, таму кон Мексико да ја засилат контролата. Значи сето тоа, ако ги гледаме вака информациите, ги склопиме, можеме да извадиме една логика дека може би, не би сакал да сум оправо, следното жариште покрај овие жаришта ќе биде и реонот на Јужна Америка, а тоа на Соединетите Американски држави ќе биде премногу, бидејќи според Монровата доктрина, Америка на американците, дојде ли до некаква војна во Јужна Америка, тоа е како да му играш во дворот на сад и тие ќе имат многу поголеми проблеми за сето тоа да го направат. И се спомнува уште една точка дека Русија, доколку тоа што го предупредуваше Бајден во Конгресот, Русија нема да запре, туку ќе продолжи. Се поизвестно е дека можеби и Молдавија, еве имаме тука, дека можно и таа да дојде до некаква експлозија, ќе потсетам, таму е Приднестровје, таму живее руско население, тоа е една руска енклава која не е под молдавската држава, под суверенитет на молдавска држава и е буре барут за луѓето во Москва доколку одлучат само да го детонираат и да дојде до дополнително некое ширење на војниот конфликт, а Молдавија е многу блиску до Романија, така е. а Романија е во Европска унија, така да ова се све граници на Европска унија и на НАТО. Само уште едно прашање, споменавме дека се очекуваат избори во Украина. Како изгледаат едни избори за време на војна? Па јас не би знаел да кажем како изгледаат избори за време на војна и затоа тој веројатно се обидува да ги пролонгира. Воопшто украинското општество многу чудни потези, барем според моје гледање на работите направи, бидејќи ние бевме сведоци изминатите 2 години. Ако се земе во предвид фактот дека Русија нападна Украина, изврши воена агресија, Украина не направи целосна мобилизација, што е многу чудно. Обично се прави целосна мобилизација, се одбрани државата. Второ, Украина, како да едниот дел од украинското општество е во војна, другиот дел како да е во мир. Да живее во мир, особено овие во западниот дел кон Полска, Лавов, сега да не ги спомнам градовите, кои се унијатскиот дел на Украина. На крајот на денот, колку и да се различни религии, сето тоа што е, сепак е тоа една држава. Така да малку чудно беше целото тоа, особено што од 48 милионската Украина таа се сведе на 22. Обично е логично кога е војна се затворат граници, луѓето да не можат да ја напуштаат државата и да се направи општа мобилизација со цел да се одбрани државата. Некако сето тоа не беше направено. Зошто и како јас не можам да кажам, не сум таму, не сум толку голем познавач на нивните да кажеме состојби, особено што многу мистериозни работи се случија во овој руско-украински конфликт и пред се бевме сведоци за прв пат, барем јас од кога ја работам речиси 30 години, да немаме никакви информации да се скрши она начело кое западњаците го направија правично известување од сите можни настани, а токму они први
го прекршија тоа, ставајќи нели блокада на сите руски и проруски медиуми во светот. Благодарам што утринава направивме анализа со твоја помош. Се гледаме утре, секако со новите светски случувања, веднаш по вестите, повторно и утре го гледате колегата Андоновиќ со неговите анализи, а во продолжение ќе го погледнете разговорот на Слободен печат. Нашата прва гостинка е веќе овде, Моника Зајкова, председателка на Либерална демократската партија. Со неа ќе разговара мојата колешка Сонја Танеска. Останете заедно со нас.